терминот лажни вести се користи за се што не ни се допаѓа во медиумското известување. За да шири лажни вести, да се спротивставам на таквите лажни вести. Одредени лажни вести. Најмалку очекувам од новинари да се занимаваат со лажни вести. Во последните години овој термин многу се злоупотребуваше, особено од политичарите, но не само од политичарите, да се дискредитираат медиуми кои што не известуваат, не пишуваат онака како што тие очекуваат. Таа политизација на поимот лажни вести е многу сериозен проблем, кај нас не е доволно обрнато внимание на тоа, но во суштина клучен проблемот е ако ние дозволиме политичарите и партиите да одржуваат што е дезинформација, тогаш сме изгубиле битката со дезинформација. Бидејќи тие секогаш ќе бидат наклонети кон својот интерес, кон своите ограничени агенди политички и така натаму и ќе го запостават јавниот интерес. Преголема симплификација на тоа што се случува во медиумскиот простор или преголема симплификација на тој информацијски неред. Тоа значи дека под еден термин се внесува или во една кошница се става се и се што. Од сатира и пародија, од пропаганда, дезинформации, па до информации кои што се целосно измислени. Јавноста, граѓаните најмалку веруваат на политичарите, а потоа на медиумите, што е доста симптоматично, бидејќи нив за жал ги доведуваат во врска со политичките агенди, политички интереси и така натаму, партиската борба, политичката борба и така натаму. Тоа е лошо, бидејќи во суштина сами го подриваме својот систем. Значи, ако ние не веруваме во своите институции, тогаш не може никој од надвор да не ги зајакнува тие институции. Препорачливо е такви хибридни и мешани форми да се избегнуваат, затоа што особено на социјалните мрежи луѓето потешко забележуваат што е сатира, без разлика вие како сте маркирале во текстот, да речеме при дно на текстот, особено кога ќе видат некој медиум. За нашите медиуми, локални медиуми, тоа е особено штетно. Без разлика дали има во тоа манипулативна цел или не, тие внесуваат конфузија. Можат многу лесно да предизвикаат погрешни реакции, да функционираат како лажна информација и потоа коментарите и се оно што следува по нив всушност станува интегрален дел од самата вест и го предизвикува ефектот на дезинформација.